Почитувани гледачи, добра вечер. Јас сум Сеад Ризвановиќ, а вие сте со Трета порта. Ние повторно сурфавме, го пребарувавме интернетот за вас, ги баравме најинтересните колумни и размислувања. Темата неизбежна, извештајот на комисијата за 24 декември, но и така наречениот Палома извештај, кој стана синоним за резултатите од партискиот договор. Мислењата за извештајот драстично се поделени, аналитичарите со различни заклучоци, има и теории на заговор и секогаш присутни црни предвидувања. Но да не ви раскажам се, да почнеме со прегледот. Овој пат започнуваме со колумната на Марија Котовска, која се јавува како дописник за порталот Нетпрес од Атина. Котовска во колумната насловена "За името се работи" вели дека сегашната политика на Грција и инсистирањето да се реши проблемот со името е поврзано со случувањата во Македонија и со активностите на опозицијата. Својата главна поента Котовска ја кажува некаде при крајот на својата колумна, па вели вака: на СДСМ не беше важен и буџетот, важно им беше да прават хаос. Не им беше важна ни содржината на извештајот за 24 декември, бидејќи тие не навиваа за извештајот во нивна полза, туку се надеваа дека извештајот воопшто нема да се донесе, па процесот ќе остане блокиран. Им беше важно потоа Македонија да добие негативен извештај од Европската комисија, па да почнат со броење на замислените политички поени на своје конто, кои што планираа да ги стекнат преку за нив карактеристичната пропаганда и реторика, составена од бескрајно повторување на исти фрази, дека поради оваа влада сме добиле негативен извештај, па дека земјата ја носеле во изолација и дека ова било диктатура. И сето тоа додека Самарас задоволно ги трие рацете. Ова беше поентата на Марија Котовска за порталот Нетпрес. Ние прегледот го продолжуваме со уредничкиот едиторијал со колумна во Нова Македонија, во која Александра Денковска се осврнува на сите случувања за комисијата и го нотира неуспехот на политичките партии да се договорат. Во колумната која е насловена вели вака: се крстат во Македонија и во Европската Унија, а плукаат по извештајот, се вели дека Грција е таа што постојано повторува дека спорот за името не е пречка за евроинтеграциите. Туку непостигнувањето демократски стандарди или недостигот од политички диалог во Македонија. И тоа на крајот се случи. Во Брисел и во Атина повеќе се зборува за неможноста за развестлување на еден политички конфликт како пречка за повторување на препораката за членство на Македонија во Европската Унија, отколку за спорот за името. Околностите до кои дојде по подпишувањето на извештајот покажуваат дека политичарите се уште во своите ровови и не гледаат подалеку од својот партиски двор, а се можеше да заврши на поинтелигентен начин и многу порано. Но кога веќе дојдовме до тука, партиските елити мора да се соземат и да се обидат колку толку да ја исправат работата. Тоа секако значи дека и ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе мора да заборават на партиските препукувања и да покажат политичка волја за да го надминат она што се случи со извештајот. Двете партии како приоритет во календарот мора да се го обележат почетокот на спроведувањето на препораките. Ова е колумната на Александра Денковска. Прегледот го продолжуваме со редовната колумна на Мирка Велиновска за исто така за Нова Македонија, во која таа се осврнува на ставот на политичките партии дека се што прават во име на државата и за државата. Колумната, која најверојатно иронично е именувана "А да не се жртвувате за државата", најпрвен почнува со рамковниот договор, каде Велиновска вели дека и тогаш политичарите велеле дека се работело за доброто на државата,
а според Велиновска, рамковниот не донел ништо добро за Македонија. Тука подолу Велиновска за актуелните случувања кои се однесуваат на комисијата вели вака. Мене не ми е јасно што беше се во ова. Нужно ли беше? Добивме извештај од адхок комисијата со претседател во оставка, составена бројчено во полза на СДСМ, која донесе еднопартиски заклучоци, што не само што не одговараат на вистината, туку и навлегуваат во делокругот на работа на државните институции. Ваквата работа ја верификува партија што победила на легитимни избори и како таква добила мандат да управува со државата. Во право е Тања Каракамишева, која цени дека целава операција всушност ја делегитимира изборната волја на граѓаните. Вредеше ли за еден извештај на Брисел да се поднесе таква непроценлива жртва, или може да сме ги спасили извештајот и препораката, ама затоа уште еднаш демонстриравме воинституционална политика со која ги делегитимираме институциите на сопствената држава и овој пат по волја на Европската Унија, која изгледа не сака Македонија да биде саглам држава. Тоа е размислувањето на Мирка Велиновска, која ги критикува и партиите и меѓународните представници. Тука одиме сега на друг терен, одиме со еден став кој е сосема спроведен, кој е сосема спротивен од ставот на Мирка Велиновска, а тоа е исто така редовната колумна на Ерол Ризаов за Утрински вестник. Ризаов се осврнува на така наречениот Палома извештај кој стана хит во јавноста, самото нарекување на извештајот Палома, но тука Ризаов има дилема, па вели Палома или Памперс. Тој веројатно алудира на некои други аспекти од целата проблематика, па вели вака. Значи имаме еден извештај за две употреби. Едната за дома, како патриотски чин со подпис на Палома хартија, и едната за во Брисел, како Памперс пелени по промена. Не чудете се, Памперс има и за бебиња, има и за возрастни, кога не може да се контролираат некои рефлекси. Непријатно, ама многу практично. Ризаов продолжува. Сакам да верувам дека на Груевски му е јасно што значи тоа кога ќе каже дека нешто не е добро за државата, а не чине за ВМРО ДПМН. Дали воопшто е можно такво нешто? Бев сигурен до вчера дека тоа што е добро за Македонија мора да биде добро и за сите, а особено за големите патриоти. Како тогаш можеме да веруваме дека тоа што е за ВМРО ДПМН Палома хартија за секнување или за тоалет сеедно, за Брисел да биде значаен усогласен документ кој доправа целосно ќе се преточи во законите и во собраниското работење и ќе овозможи Македонија да биде поблиску до одлуката да ги почне преговорите со Европската Унија. Ова Брисел не го испушта од раце, по признавање на грешките, секогаш следува по тешкиот дел, што се вика примена во практиката. Ова беше колумната на Ерол Ризаов, а сега одиме со исто така обраќање, анализа на порталот на електронското издание на Капитал, која ја прави Максим Ристевски и вели адхок комисијата вин-вин за Брисел. Максим Ристевски поентира дека она што се случило со комисијата без разлика на различните толкувања на двете најголеми партии кои учествуваа во работата на комисијата, сепак е победа за официјален Брисел, бидејќи самата комисија е иницирана од еврокомисарот Филе и успешното заклучување на незината работа е победа за бриселската дипломатија. Еве и поентата на Ристевски.
вели вака. Играјќи ја картата која деновиве ја опиша поранешниот евроамбасадор во Македонија Ерван Фуере со изјавата дека настаните од 24 декември беа трагичен потсетник на континуираниот неуспех на гарнитурата на Никола Груевски, која не е способна да го води диалогот и дебатата со сите партии, Унијата уште на 1 март со договорот со кој што се стави крај на политичката криза пред локалните избори го инсталираше средството на притисок кој знаеше дека нема да потврли, односно дека иако е само врвот на сантата мраз, недвосмислено ќе покаже докаде паднало нивото на водењето политички диалог во Македонија, јасно означувајќи ги и прво обвинетите и второ обвинетите за ситуацијата. Сите одовде, никој од југ, а уште помалку од северо-запад, обидот на премиерот и тој да заигра на досега сигурната карта Бранко е крив и за блокирањето на комисијата непосредно пред носењето на низиниот извештај, овој пат не проработи. Остана заканата дека Македонија поради неисполнувањето на првомартовскиот договор може да ја загуби препораката за почеток на преговорите со Унијата. Ова е интересен осврт на работите кои овој пат се гледани од една поширока призма, значи анализата не се прави во однос на политичкото поентирање на двете најголеми партии, туку се гледа широката слика однадвор и анализата на капитал во секој случај е интересна во тој поглед. А сега најдовме на прилично интересен материјал, значи овој пат најдовме колумна на Харолд Шенкер, кој е политички аналитичар, кој има престојувано и долго време во Македонија, кој добро ги знае тукашните прилики, но за жал овој пат колумната на Шенкер е, може слободно да се каже, песимистичка. Самиот наслов на колумната кажува многу, вели вака: моето искрено збогум за македонскиот неуспех. Во своите главни поенти, Шенкер во колумната се осврнува на неможноста на двете партии и на сите политички елити да изградат систем. При тоа тој вели дека никој не успел да направи стратегија за развој на државата. Шенкер својата подолга колумна и воедно и анализа ја почнува од почетокот на осамостојувањето па до сега и тука го анализира однесувањето и на опозицијата и на актуелната власт. Еве тука Шенкер се осврнува и на однесувањето и на слободата на изразување и на медиумите и на Скопје 2014. Еве ја би ја одвоил оваа поента, каде што Шенкер вели вака: поделбата на власта се изопачи во етничка игнорантност и незаинтересираност. Владењето се случува во етнички поделени сегменти на администрацијата, секој со својата клиентела, и сето тоа за машината за правење пари да работи непречено. Останатото се закани, заплашување и притисок, замолчени медиуми и популација која живее во страв да не го изгуби и она малку што го има. Неодложно повикувам на развој, на сериозна алтернатива на уништувањето на општеството и рушењето на државата. Каде се сите оние мислечки луѓе со кои ова општество порано се гордееше? Каде е интелектуалниот отпор? Ако не се појави, се плашам од најлошото. Ова може слободно да се каже дека е поентата на Шенкер, кој, како што кажав, има прилично песимистички преглед на работите и повикува на итна акција за
за општо подобрување на работите и за градење на стратегија за понатамошен развој на државата. Оно што сега одиме на колумната на аналитичарот Сашо Клековски, исто така дадена за Нова Македонија, во која Клековски го анализира однесувањето на домашните политички елити во однос на меѓународната заедница. Во својата поширока колумна и прилично голема анализа за досегашните договори направени помеѓу политичките партии, меѓу кои и неизбежниот рамковен договор, но и мајскиот договор помеѓу ДОИ и ВМРО ДПМН во 2008 година, кој остана прилично непознат во јавноста, вели Клековски, но и другите договори, како например платформата Глигоров и Зетбеговиќ, Дејтонскиот договор со кој се прекина војната во Босна и така натаму, Клековски вели дека сите тие договори се направени со посредство на меѓународната заедница. Клековски вели дека ова покажува дека домашните политички елити, но и политичките елити на Балканот не се способни сами да се договорат за ништо и секогаш им е потребно посредство од надвор. На крајот, Клековски завршува и со реченица на сегашниот извештај на комисијата, па вели вака. Да се вратам назад на извештајот. Да, со цело залагање на комисијата, тој беше возможен со политичката и стручна поддршка од Европската Унија. И тоа дека не недостасуваа знаења за справување со конфликти или споредбени искуства, не треба да не биде срам. Во ред е да не знаеш и да побараш помош. Треба да не биде срам од неспособноста да се грижиме за другиот, за заедничките, за националните интереси, наспроти тесно партиските или личните интереси. И многу бргу пред нас ќе имаме нов предизвик. Мартовскиот договор го вклучува изборниот календар, кој вклучува диалог за времето на одржување на следните парламентарни избори. Ајде да пробаме, барем да пробаме сами, без посредници, да се договориме за тоа. Сега продолжуваме со колумната на Веле Митановски, кој анализира и прашува зошто според него премиерот Груевски попуштил во своите ставови и зошто по првичните изјави дека по првичните понуди за предвремени избори до СДСМ и останатите понуди сепак попушти и на крај реши да го потпише извештајот. Митановски вели дека овој пат маките на Груевски се уште поголеми. Не само што не владее сам владиниот простор, туку партнерот му кажа отворено дека прашањето на изборите ќе игра со душманите на Груевски. Дека навистина му е мил Тендерберг, ама мора да мисли малку и на Скендербек. Односно на надворешните наредбодавци Брисел и Вашингтон. Затоа Груевски ретирираше во однос на извештајот на адхок комисијата, дојде моментот за соочување со реалноста, не може до недоглед да се одлага признанието дека фамозниот 24 декември беше лош ден за Македонија, сеедно кој прв почнал. А власта е таа на чии плеки ќе падне одговорноста. Кога тогаш? Направен е невиден преседан со изнесувањето на претениците, а особено новинарите. Власта се прецени и сега Груевски е во ситуација кога мора да прави од дап свирче, од еден заев на вистина успешен, ама сепак со ограничени локални капацитети ентузијаст, ќе прави лидер, барајќи го Бранка назад. При толку пекање по Бранка, ќе ги турне во прегратките на Заев и најзаколнатите бранковисти од Наташка преку Игор Шема до Емилијанот. Продолжуваме сега со колумна или поточно кажано со обраќање на
амбасадорот на Република Македонија во Белград Љубиша Георгиевски, кој оттаму прати многу интересна политичка стрела во однос на неговото размислување за премиерот Груевски. Георгиевски вели дека премиерот Груевски со невидена мудрост ги совладал сегашните предизвици, а тоа го аргументира со ова. Па сепак, длабока мудрост на нашиот народ овој пат изразена во личноста на Никола Груевски ги парализира оние што го продадоа и се уште го продаваат нашето име и знаме, што ги грабнаа нашите имоти, се играа мајтап со најдобрите синови кои паднаа за Македонија. Оти тоа било патетично, но македонската мудрост се врати дома за да го побара нашиот ум. Каде е сега тој наш ум? Ке се здружили уште еднаш со глупоста, продавајќи вера за вечера. Кич луѓе измислија дека ја антиквизираме Македонија. Има ли поголем кич од овој кој тврди дека всушност најантичкиот можен поим Македонија се антиквизира? Еве го Љубиша Георгиевски со ставот кичери против кичот. Но кај нас во нашата политичка борба многу често имаме случувања како на фудбалска утакмица, па така доколку едниот политички опонент изврши напад, веднаш следува одбрана, веднаш следува и контранапад од некои луѓе кои имаат различно размислување, но тоа сепак најверојатно е нормално и дека тоа се случува во сите демократии. Па така на колумната на Љубиша Георгиевски веднаш се случи и фудбалски кажано против напад од аналитичарот и публицист Никола Гелевски, кој на својот портал Окно го нападна Љубиша Георгиевски, поставувајќи го прашањето дали Љубиша Георгиевски поопшто може да се смета за интелектуалец. Па вели вака Никола Гелевски, колумната која ја насловил да се убие марионетата во себе, ја аргументира, вели вака. Веднаш да го изнесам своето реторичко прашање. Дали колоритниот козар Љубиша Георгиевски интелектуалец во смисла на една бескомпромисна одговорност за заедницата? Одговорот веднаш следува. Не. И не само што не е интелектуалец, туку никогаш не ни бил, како и рече се сите негови колеги од културата и професурата од времето на нему презадоцнето згадениот социјализам. Дури и денес ситуацијата е иста, само што денешните полиња за општествено етаблирање се благо изменети. Георгиевски градеше успешна кариера во социјализмот, бидејќи знаеше својот суптилно патетичен и драмски национализам да им го продаде на комунистичките властодржци, кои го љубеа токму таквиот торжествен и романтичен македонски национализам. Ете така, македонската политичка утакмица е секогаш интересна, различните ставови формираат различни мислења, а тоа за публиката секогаш е добро и интересно да види различни размислувања. Нашиот неделен преглед сега ќе го продолжиме со случувањата на социјалните мрежи. Социјалните мрежи стануваат се поважен медиум на кој истакнатите мислења подоцна се шират и врз база на нив се формираат аргументи, контрааргументи и различни ставови. Сега одиме со Facebook профилот на директорот на Центарот за комуникации на владеачката ВМРО ДПМН Илија Димовски, кој прилично интересно не искоментирал ништо, туку само ставил слика од случувањата во комисијата и моментот кога ги дава изјавите. Но тоа беше доволно за луѓето кои му се Facebook пријатели веднаш да искоментираат и ние сега ќе ги прочитаме коментарите. Овој Facebook корисник вели вака:
Кажувавте и вие и СДСМ дека потпишувањето на извештајот за 24 декември е во интерес на Македонија. И сега вие викате: ние од ВМРО ДПМН се потпишавме, но нашиот потпис ништо не значи. И сега сакам да ве прашам: како вашиот потпис ништо не значи кога потпишувате нешто што е во интерес на Македонија? И кажете ми ако сакате, господине Илија Димовски. Тука одговор од Илија Димовски нема, но има уште еден интересен став на профилот. Друг корисник го прашува, вели вака: господине Димовски, дали и кредитите што ги потпишавте во име на државата се про форма и дали кога ќе треба да ги враќаме, ќе кажуваме дека сме биле уценети или притиснати? Facebook прегледот ќе го продолжиме со друг корисник, со новинарот Борјан Јовановски, кој отварајќи на Твитер, значи и поле за дебати под име Дилема, вели вака: ако премиерот стави подпис на уредба на влада, дали тоа е тоалет хартија или одлука на влада која треба да ја почитува? Ова беше доволно провокативно за неговите Facebook пријатели да коментираат, од кои некои се согласуваат со неговиот став. Па еве еден интересен коментар, вели вака: во цивилизиран свет, доколку се ставил подпис на нешто, тоа ти е и оди во Европа, нели? Е тоа веќе има поголема тежина и други реперкусии. Па истиот корисник има уште еден коментар во кој прашува дали тоа премиерот кој што не беше член на ад-хок комисијата или пак членовите на комисијата ставиле подпис, како што они викаат на Палома, а Палома произведува и маранчиња, и тоалет хартија, салвети и крпи за бришење, а и пелени. Тука ќе завршиме со коментарот. А еве, тука има и еден малку, нели, корисник со спротивно мислење од Борјан, од новинарот Јовановски. Па вели: во држава како Русија, ако се зборува лошо за функционер како што зборувате вие, наредната ноќ мистериозно ќе ви се изгуби трагот. Ако не сме нормална држава, почнувајќи од власта, па до вас. Поздрав. Ете така. Продолжуваме со Facebook прегледот, со порталот, со Facebook профилот на новинарот, колумнист и публицист Бранко Тричковски, кој секогаш има интересни статуси, а во овој се осврнува на однесувањето на опозицијата при потпишувањето на извештајот. Па вели, пред да се бара оставка од спикерот Велјановски, Шекеринска треба да се запраша зошто таа, незината партија и експертската логистика на СДСМ прифатија да ги стават своите подписи врз една хартија која пред потпишувањето, за време на потпишувањето и потоа вербално од другата страна беше прогласена како инструмент за, како инструмент за поигрување со Европската комисија и на нормалноста во Македонија. Таа Палома, трислојна хартија со мирис на камилица. Госпоѓо Шекеринска, не е правна основа за ништо, меѓу другото затоа што другата страна јасно остави на знаење дека документот го подпишува под принуда и дека тој дел не го признава. Ова е мислењето на Тричковски. А кога сме веќе кај Палома извештајот, така наречениот Палома извештај, останува уште да ги видиме пораките на Твитер заедницата, која секогаш е хумористички расположена и особено за вакви теми има интересни и актуелни мислења.
Така на Твитер, ако го ставиме хаштагот Палома, ќе ни излезат повеќе досетки. Од кои сега ќе ги видиме поинтересните. Еве, еден корисник вели вака. Breaking news од Словенија. По енормното зголемената продажба во Република Македонија, Палома решила да го ангажира Илија Димовски за своја маркетинг икона. Друг корисник вели вака, ако сега кивнам и некој ми подаде Палома, дали ќе биде подпишана? Има и некои коментари кои нема да ги читаме. А еве интересен став на пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милушовски, кој е особено активен на Твитер и кој има напишано Палома од буквите кои се содржат во имињата на членовите на комисијата. Професор Давидковски, Дулик, Фрчковски, Димовска, Десковска и вели Палома. Има уште некој напишал, ова е Палома или извештај, не знам, ајде на избори, па народот нека каже што е. И има еден интересен став кој најубаво го илустрира се тоа што се случува, вели вака: сон на секоја Палома е да стане извештај. Со прегледот на материјалот на Твитер заедницата го завршуваме во неделниот преглед. Ова беше и последниот материјал за вечерашното издание на Трета порта. Тема беше партискиот договор за комисијата од 24 декември и така наречениот Палома извештај, кој допрва треба да се спроведе. Вие останете со програмата на 24 вести, а Трета порта од сега следете ја секако секоја среда во термин после 19 часот.